Благодарам председателя. Кога дојде ред Јани Макрадули како подпредседател на Собранието да употребува вакви зборови за своите колеги, тоа доволно зборува за неговото домашно воспитување, меѓутоа не и се јас со оваа реплика упатувам спрема господинот Мисовски. Значи, господине Мисовски, добро е да дојдете вие во Струмица и да видите како не се прави гасификација. И кога ќе научите како не се прави гасификација, можеби ќе научите како се местат тендерите во Струмица, па ќе имате некоја корист од вашето доаѓање во Струмица. Јас не сакав, бидејќи вие можеби не сте запознати, не сте ни крив, не доаѓате од таа средина, јас го поставив ова прашање на господинот Орцев, бидејќи тој доаѓа од Струмица и сме од исти град, нели? Одговорот го знаев пред време, меѓутоа му го поставив прашањето чисто за македонската јавност. Колку семејства и колку приватни фирми се приклучени на виртуелниот гасовод, кој што тој го рече виртуелен и така е, во Струмица? Одговорот е 0. И во двата случаеви, затоа што цената која што сега се продава гасот во Струмица е поскапа во однос на дрвото како енергенс кој што се користи за затоплување. И затоа не е лошо да искористите приликата наредна, да дојдете во Струмица и да видите како се трошат навистина народните пари, меѓутоа и добро да се запознаете со шемата за местење тендери во Струмица. И втората работа, бидејќи сите ваши колеги од опозицијата овде милуваат да употребуваат еден израз дека многу читале, ние не читаме, само тие читаат, прочитејте денешната изјава, например, на турскиот министер за надворешни работи на Меѓународниот енергетски форум во Њујорк. Ги имате на сите портали овде, наши портали, оваа изјава од господинот Ахмет Давутоглу, кој што децидно кажува дека коридорот Јужен поток треба да биде коридор на мирот, на Балканскиот и Кавказскиот договор. Значи, без дофарлување, тоа е нивото на господинот Макрадули, мислам дека не треба нас да новинува, мислам треба да бидеме коректни да се изслушаме. Прочитате го дали се однесува на тој или на друг коридор, ја ве повикувам и јавноста да прочита, да види на кој коридор се однесува. И наместо денеска ние овде да расправаме за убави работи, да донесеме една ратификација за едногласно за сите, ние овде сега се расправаме и доаѓаме во конфликт меѓу себе. И повеќе нема што, затоа што господинот Јани Макрадули ствара некоја тензична атмосфера без потреба.